Председателот на Каталонија, Карлес Пучдемон, изјави дека ќе прогласи независност во наредните денови. Пучдемон во интервју за BBC изјави дека тоа ќе се случи или до крајот на оваа, или во почетокот на идната недела. Тој при тоа предупреди дека доколку шпанските власти интервенираат и ја преземат контролата врз Каталонија, тоа ќе биде грешка која менува се. Предходно, во ретка интервенција на шпанскиот крал, Фелипе VI изјави дека државата мора да обезбеди функционирање на шпанскиот уставен поредок и правилно функционирање на каталонските институции. Тој ги обвини сепаратистичките лидери за непочитување на демократските принципи и за поделба на каталонското општество. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. Шпанскиот премиер Маријано Рахој референдумот го оцени како исмејување на демократијата, додека Европската комисија и изрази поддршка на мадридската позиција за референдумот. Во меѓувреме во Барселона и во другите каталонски градови, десетици илјади луѓе протестираа против насилството на шпанската полиција во текот на гласањето. На протестите полицајците беа нарекувани окупацијски сили, а од премиерот Рахој е побарано да поднесе оставка. Референдумот што се одржа на 1 октомври беше проследен со насилства по интервенцијата на полицијата на гласачките места, при што беа повредени скоро 900 луѓе. Уставниот суд на Шпанија референдумот го прогласи за незаконски. На референдумот, според каталонските власти, 90% од 2,26 милиони луѓе кои излегаат да гласаат, се изјасниле за независност на Каталонија. Одзивот бил 42% од 5,34 милиони регистрирани гласачи. Каталонија е најбогатиот шпански регион со посебен јазик и култура. Дел е од Шпанија од 15 век, но со изразени сепаратистички чувства.